Ние по пат од основното училиште Наум Наумовски Борче до тука додека да стигнеме, по пат видовме многу луѓе кои што се движат со лопати, повеќе луѓе собрани беа во автомобилите, претпоставувам дека беа тргнати на пат да одат да помогнат некаде да биде расчистен теренот тука во населбата Сингелич. Како што можете да видите, значи тука е се уште со земја патот, асфалтираниот пат е уште со земја. Можеме да видиме дека тука оградата е скроз откачена, однесена, има многу има ѓубре, значи покрај низе. Претпоставам дека тоа е од водата што ја има донесено ова земјата што ја има откачено оградата. Можеме да видиме дека се движат исто така и многу возила од армијата. Претежно луѓето тука се шетаат со маски на лицето, бидејќи веќе почнува да се чувствува миризбата на одстоена вода, што е многу опасна по здравјето на жителите тука што живеат, бидејќи тука станува збор за испарување на фекалната канализација помешана со атмосферската. Питката вода се уште не е достапна за многу луѓе, токму затоа и од Црвениот крст собираат вода за да можат овие граѓани тука да преживеат со вода што всушност е донирана. Можеме да видиме дека тука има механизација, значи багери што го расчистуваат теренот, прашина се крева на секаде. Има многу возила со регистарски таблички од останатите градови од Македонија. Значи има многу луѓе од останатите градови што доаѓаат да помогнат на скопјани да се справат со ова природна катастрофа што го зафати Скопје во саботата, каде што видовме невреме никогаш видено досега. Еве, сега во моментов поминува и полициско возило, значи како што кажав, многу полициско возило, возила од војската се тука да помогнат, бидејќи ова е навистина тешка теранска работа. Луѓето се шетаат со маски, многу малце деца видовме што излегуваат, претпоставуваме дека тие сепак ќе ги остават дома да седат каде што е безбедно, да не се заразат од некој од болестите што може во моментов тука да се појават. Еве можеме да видиме има значи и возило што е сосема излетано од пат, значи водата го има донесено тука во можеме да кажеме дека ова е нека како провалија, не знам, значи водата била пресилна па и успела колата да ја донесе. Ако можеме навака да се придвижиме само да видите една гледка на колку отпад е собран само овде, бидејќи ова е навистина, јас немам видено нешто вакво досега. Како што можеме таму да видиме, ако се приметува, тоа е всушност се мебел што гледаме. Тоа е мебелот што е однесен од водата, од домовите, од подрумите на граѓаните чии куќи беа поплавени тука. Гледаме тркало, теписи. Значи, страшна е гледката тука. Многу прашини има, многу кал има и треба многу време да се расчисти. Можеме да видиме тука во каналот има повеќе од вообичаено отпад што се собира тука. Ова е исто така помешана вода со фекалната што доаѓа. Можеме да видиме и право, значи, тука дека тоа се исто некои кревети дрвени, има и некои машини тука. Еве можеме да видиме луѓе што доаѓаат да помагаат да расчистуваат терен, дека всушност тие носат маски на лицето за да не го вдишуваат воздухот тука, бидејќи, како што кажавме на почетокот, сега се чека допрва да се види штетата од невремето, со оглед на тоа дека многу од оваа прашина што може да се примети од земјата што е помешана со фекалната канализација, тука ќе се шират многу болести, така да треба да бидат многу предпазливи и да се упатат граѓаните веднаш кога ќе приметате дека ништо не е во ред со нивното здравје до најблискиот лекар за да им биде дадена соодветната терапија.